на буџетот на Република Македонија. Говорите точно 56 минути од сите тие греови кои што ми ги препишавте, како член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, ми пресудивте дека наместо во 15:30 сум ја започнал седницата во 15. Тоа ми бил најголемиот греф. Саат и време, цел час ви требаше да ме осудите за половина час што сум ја почнал седницата порано по ваше гледање. Следен за процедурална забелешка е колешката Авировиќ. Повелете. Почитуван председавач, почитувани колеги, ова е што се случува во собранието овие денови, онака како што не треба се водат седници. И ова е срам за сите колеги во собранието на Република Македонија. Затоа има председател на комисија кој што треба да работи согласно деловник и да ги опоменува сите колеги кои што не се држат кон деловникот, било да се од опозиција, било да се од позиција. Вакво водење на седница, каде што и денеска се вклучуваат колеги кои како сака, додека работи оваа комисија и додека зборува друг колега, тоа е преседан што никогаш во овие 20 години не се случува. Вие доколку еднаш преседанот го направите и не го почитувате деловникот, како прв помеѓу еднаквите, ќе се јави ситуација која што се јавува овие денови. Сега, почитуван председавач, сакам да ви кажам дека вие го спомнувате членот 153 каде што викате дека за однос на претрес на амандманите. Ама надоговрзете го и членот 90 каде што говорникот може да говори по прашањето за кое се води претресот и само по прашањето по кое се води претресот. Доколку се оддалечи согласно членот 153 и согласно членот 90, должни сте да го прекинете. Доколку и покрај вашиот повик, тој повторно се оддалечува од претресот и од темата по амандманот, вие треба да му го одземете зборот. Бидејќи вие почнавте да работите на начин на кој што ниту еден парламент не работи, не почитувајќи ги правилата на деловникот. Ова што се случува е нормална појава на хаос, бидејќи вие придонесувате со вашето неодговорно однесување. На вчерашниот ден јас лично дојдов и ви побарав пауза од 30 минути, почитуван колега, бидејќи во салата немаше кворум на оваа комисија, бидејќи бевте замолени половина час да се одложи седницата и бидејќи согласно членот 121 е задолжително присуство на еден член од владата, дали е министер или заменик, вие се оглушивте на моите барања согласно деловникот. Ама воопшто не се секиравте што јас бев тука на говорницата, барајќи ги правата согласно деловникот. И денеска исто така продолжувате. Јас не и се лутам на колешката Бендевска што не разбира тема од економија, каде што во Република Македонија 20 години веќе владеат правилата на Светската трговска организација, каде што веќе сите тендери согласно Законот за јавни набавки се меѓународни, каде што ние во Република Македонија веќе одамна немаме предпријатија кои што согласно таквите услови не може да учествуваат во тендери, немаат банкарски гаранции, немаат пари. Причините се многу длабоки. И ние ја знаеме состојбата од приватизацијата и од уназадување на технологијата. И јас нема да изабележам на тоа, меѓутоа вие бевте должни да ја прекинете оној момент кога не зборуваше согласно амандманот за 10 автобуси за Штип. И тука ќе ве најдевме оправдани и немаше никој да реагира. Меѓутоа да се зборува за се,
а да не се почитува членот 153 и членот 90 од деловникот, каде што мора да ги ограничите и да ги прекинете колегите. Тоа сте лично вие одговорен. Ваквиот преседан ќе се преслика во сите комисии од сега па натаму. Ваквото губење на дигнитетот на сите колеги ќе се преслика во сите комисии. Бидејќи расправата трае 1 месец на начин на кој што вие погрешно ја водите, затоа и ја бараме ограничувачката функција, имаме право и никаде не пишува дека насред претрес на амандмани не може да се даде предлог и не може да се усвои. Вие, почитуван председавач, дозволувате да се води на секој амандман претрес, општ претрес, кој што е усогласен согласно деловникот по друг член. Да ги прекинувате колегите доколку се оддалечат. И јас нема да замерам доколку колегите кои што не ја разбираат материјата и не прочитале дека Република Македонија согласно Светска банка вика, само една реченица ќе кажам и со тоа ќе завршам. На Република Македонија треба да и се оддаде признание за нејзината проактивност во зајакнување на управување со јавните финансии, вклучувајќи го и расчистувањето на долгот на јавниот сектор, проблем кој што се јавува во сите земји во Европа. Предстојната буџетска поддршка на Светска банка ги прави овие напори за зајакнување на конкурентноста на економијата на Република Македонија, за зајакнување на цврстината на управувањето со јавните финансии и за помагање да се ублажи социјалното влијание на повторената нестабилност во цела Европа и во еврозоната. И понатаму, не сакам јас да ги читам, и јас мислам дека вие, колега, ако малку имате доблест, нема да ги правите понатаму овие грешки што ги правите сега, сакајки или не сакајки. Она што се случува 2 дена во парламентот, вие воопшто не следите и не ги прекинувате колегите кои викаат од едната или од другата страна, без разлика. Не воспоставувате ред на оваа седница, на Комисијата за буџет. Вие сте должни по деловник редот да се грижите за редот на оваа комисија. Доколку не го обезбедувате, сте должни да дадете прекид и да се смири, како што правиме нормално на секоја комисија. Вие бевте должни да ја прекинете колешката Бендевска во оној момент кога изјави дека собранието, да ја парафразирам, не точно не запамтив, меѓутоа собраниските служби кои работат 12 часа, колешката Бендевска ги нарече шпиуни. И ова е страшна навреда кон собраниските служби, не само кон пратениците. Исто така, колешката Бендевска на Комисијата за труд и социјала на среда амандманска расправа го предложи истото што ние го предлагаме. Истото. Значи, Социјалдемократскиот сојуз знае дека може ова да се предложи, така? Колеги, да изслушаме и колешката Вировиќ. Како координатор го предложи истото ова, значи за Социјалдемократскиот сојуз не е преседан тоа, значи тоа е апсолвирана тема дека може да се предложи. Затоа од вас барам, за да не трпат граѓаните на Република Македонија, да си ги скратиме дискусиите, да го прифатите предлогот да ставиме на гласање тоа што бараме. Вие сте должен да постапите по барањето на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа ве обврзува деловникот, почитуван председавач. Вие правите преседан со сите овие кршења на деловникот кои што ги спроведувате деновиве. Се само да не се донесе буџетот на Република Македонија кој ќе има несогледливи последици по државата. И ако не ви е жал за семејствата, грижете се за граѓаните за кои толку викате и урлате, кои што стојат и на студено. Грижете се да ги добијат навреме субвенциите. Грижете се за се. Затоа што померодавно од вашето мислење е мислењето на меѓународните институции. Не е меродавно опозицијата да прави буџети и или да биде.
Демократија не постои во светот. За таква демократија вие сте должни да ставите на гласање. Ние сме одговорни пред граѓаните како мнозинство. Вие сте одговорни да ставите на гласање затоа што ние сакаме буџетот да го донесеме. Не сакаме ниту еден граѓанин во оваа земја да трпи. Вие не сте свесен или можеби се правите дека не сте свесен во сите овие 4-5 члена што ви ги набројав, дека во континуитет го кршите деловникот. Затоа и колегата Маријанчов дека не е. Затоа што тој кога го предложивме рече: јас за овие 2 члена, бидејќи согласно со деловникот, ќе ги прифатам, ама потоа повеќе не се јави овдека на говорницата. Повеќе не ја води оваа комисија. Затоа што вие сте свесни дека го кршите деловникот. Ве најдоа вас за да спроведете една потполно безумна стратегија. Буџетот да не го донесеме. Да не се ограничи времето во кое што зборуваме. И ние ќе зборуваме колку што сакаме, затоа што вие како најповикан не сте одговорен да го скратиме времето на нашето говорење. Си се уклучуваме кога сакаме, си правиме што си сакаме овде, затоа што не се грижите за редот, согласно деловникот. Не ги читате членовите според кои вие сте должени ред да воспоставите на оваа комисија. И доколку не може да воспоставите, да дадете прекид на расправата. Се ова оди на ваш товар и на ваша одговорност, почитуван председавач. Се ова што ви го кажав и пак ќе ви го кажам и ви реков дека секој ден на процедурално ќе ви го кажам истото. Заради вашата неодговорност и додека не го ставите на гласање за да го скратиме ова време кое што го користиме само за еден амандман дневно. Со денови само по еден амандман дневно расправаме. Кој сака колку си сака си зборува. И јас, и колешката, и колегите. Што сакаат си зборат? Затоа што толкувањето на деловникот може широка расправа по амандмани да биде. И дајте ставете го овој предлог на гласање. Да ги скратиме дискусиите, да се воведе ред во оваа комисија, како одговорни пратеници и од мнозинство и од опозиција. Да си ја завршиме нашата работа, секој да има право да говори по претрес на амандманот. И согласно член 153 и согласно член 90. Се останато е само политиканство и едно безумие кое вие го злоупотребувате овдека секој ден. Благодарам. Благодарам.